kućata meni stvojeva rodno selo, така? Да. Ќе одиме према твојата родна куќа. Одиме во мојата родна куќа, село Бончев, така да после тоа беше одамна, некаде околу 70 година, кога ја напуштивме мојата родна куќа. После 40 години повторно се враќаме да видиме дали се уште нешто од таа куќа постои. Меѓутоа за тоа никој не е виновен, сами сме ние виновни, али времето донесува такви одлуки што мораме да ги издржиме. Еве овдека во манастир Свети Јован Богослов. Истина ќе бев тука, полно народ беше и денеска. Музиката македонска е, чиорото македонски се вие, знамето македонски се вие. Ти се радува ли душата? Дали ти се радува душата? Да ти кажам право, преголемо предчувство, преголемо задоволство ни чини ова што денеска го гледаме тука сите. Не само мене, него и на моите сите, и на сите наши кои се дојдени во Бончев. И го напушале пред тоа Бончев. Ајде одиме сега кон твојата родна куќа. Оди. Митре, лего е, Митре. Оди, Митре, оди. Али ќе познаеме. Жалостно нешто. Да. Жалостно за познаеме. Да го направим од сигурно. Не направи нешто, се пубаво. Нема гаѓе. Да. Така. Што на темел? Да. Работи преку 50 години. Да си има направено ракија од сливи, неверојатно како. Меѓутоа погледај си Ништо од сето тоа. Тоа е нашето место. Сани, и продај. Нема ништо готово. Продај, Нема врска и да имаш, тој Нема. Ништо говорите. Не, продај, вика слободно се, кај се слободно. Нема поќе. Наши луѓе сите години, сте живееле овде ќе глајме. Поќе не му треба. Од тука почнува. Се продај. Од тука почнува нашето моето. Значи кој се пусти, се Моето пусти родно тука. место. Нема да И продолжуваме нагоре да видите каде јас ги изгубив. Ко помина десното. Кој е мало одека се вика ова? Горно мало. Ова се вика горно мало. Така да јас тука ги поминав своите 19 години од животот. Во најубавите. Да.
Най-младите, най-убави години. Далече да 1970 година дојде времето да го напуштиме ова наше место прекрасно. Заминаме во Швајцарија на работа, останаме таму известно време, оттаму отидоме во Германија. Во Германија останаме доста време, а сега го завршуваме нашиот работен век во Шведска. Може ли да сетиш кога отиде во прв пат во туѓина? Многу тешко, многу. Кој те пречека? Што те пречека? Многу тешко. Тие години тогашните имаше многу друг распоред на дочекување и пречекување. Ние од Прилепскиот дел отидовме екипа тогаш некаде околу 20 души. И кога стигнаме таму, секој еден имаше договор каде што треба да работи и по тој број на договорот дојдоа газдите и не зедоа еден по еден. После 2-3 месеци не се видоме, тек после 2-3 месеци се сретнаме да се видиме и да ги преродниме тешките солзи. Таму во туѓина јазик не познаавте, таму твоите најблиски не беа. Најтешко. Ти платиш ли душа да речеме кога некој ќе каже еј што морам да се вратам назад? Најтешкото нешто да подиш во туѓа земја каде што ништо не познаваш, ништо не знаеш, ни јазик знаеш да се разбереш. Во тоа време да речеме радио Скопје да слушаш народна наша македонска песна. Имаше многу малце, многу малце имаше тие радија, тие да се слушне. И ако слушнеме, значи толку ќе ни беше тешко и се викаме кај да одиме во оваа туѓа земја. Како го остави твоето родно село Бонче пред 40 години? Како го остави? Да. Одека Моето родно село Бонче тогаш броеше некаде околу 80 куќи. Па нека по 4 во куќа. Значи огромно нешто. Седем со жители, а имаше, да. Јако село беше. После враќањето по толку време, еве што можеме да видиме и да видите. Они наши сите се да грешни. имаме еден предлог. Разговорот што овдека го правиме за репортажа, тука некаде да го завршиме, ама да продолжиме да видиме каде е твојата родна куќа. Договорено? Договорено. Да, договорено. Ајде. Браво, нормално. Абе, жалостно е, жалостно. Това не е носталгија, Годската со томета најубавите години овде растеме заедно, све, што немаше пиење, јадење, колене, прасина, јагнине, море, што не. Ова се да ми кажеш. Тоа нешто најубаво. Како ти се викаше даскалот, што те научи да читаш и пишуваш? Дали го имаш го Јас прво оделение кога почнав да одам во училиште, ние бевме некаде околу 60 деца и распоредени на 4 прелерки до 4. до 4 оделение. Учителот се викаше Благоја од Секирци. Презимете го заборави. Како се викаше, не знам дали е се уште жив или Так. измина времето. Строг или добро беше? Па за времето тогашно наше, беше пристрог. Така. Али тоа ни докажа многу неговата строгост. Дали во тоа време се случуваше да речеме, ако даскалот му каже на родителот дека ученикот не е добар, не е мирен, што велеше родителот, абе слушај, Прачката и вака. Што Чотек. ми ги вика сите 5 прсти, да те болат сите. Кој ќе мандеше? Ќе учиш утре да видиш како. Утре мора да постигнеш подобар успех, иначе готово. Пак ќе добиеш прачка. Вие не сте му? Брат. Помал или постар? Помал. Помал. Колку години? 4 години се Разлика 4 години. Истиот даскал ви учеше? Не, Друг беше, а? друг беше. Како се викаше? Се викаше Кузман и Борче. Колку бевте вие во оделението? Ние бевме во оделението у 60 деца. 60 деца. 60. Од прво до четврто? Од прво до четврто. А до осно каде одевте? До 8 го завршиме Подмон. Во Подмон. Подмон. Секој утро пешки Пешки 5 километри. и после назад 5 километри. 10. Лете, зиме, мислам, пролет. Исто, Да, бе, пато тој е. Ако се присетиш на детството, на што најмногу се сеќаваш? Доце. Детството се сеќавам многу како деца
имавме големо зближување, многу се поштоваме, се сакаме, се играме заедно. И убај чупина. Се дружируваме така. Се другаруваме. Така, тоа беше Се дружбата ме враќа најпоштеното што назад постои. пак тогаш е побарувам, меѓутоа не можам да добијам. Сега нема така. Да. Тоа беше најубавото. Детството никогаш не може да се заборави. Додека е човек жив се враќа назад и се мисли, кога бев дете, кога се дружев со тие и тие и тие. Дори, вика старите, детството не може да се заборави и првата симпатија во животот. Симпатија не може да се заборави и до крајот на животот. Туку, Ќе сум те сипта за животот. так, Ја, Так. се сеќаваш на неса. так. Туку да одиме полек. Одиме таму каде што Ајде, сум роден, ајде, так. каде прв пат проводим. Так. Тоа не кажува првата симпатија, ќе слушни сваќато. Оно да му беше. Во дворот Се враќаме назад. Тоа е нашето. Наше сетно овака. Еве овдека пред твојата родна куќа, така речено, во непосредна близина кој што се наоѓа позади мене, може ли да ни кажеш овие соседи твои како се вика? Ова куќа што ја гледате пред нас, тие ги викаме Шапковци. Цане Шапковски. Трајан Денеска е тука. Потоа ова овде другата куќа, тие се викаат Гулевци, Петри Гулевски. Така. И тие се заминати, па има можда и повеќе од 40 години, меѓутоа останаат куќите нивни две и фурната која печелне тикви во незе. Ој, лебој, Ево на најубави. левочеме, да. Најубави. Тикви. И на том Борис Димов. Времето самото го стори тоа што го стори. А вашиот прекар по фамилија како бе вика? Луковски. Луковци. Да. Тука некаде беше родната куќа? Тука беше родната куќа, но уште малце треба да појдеме натаму, така да видиме што има Ајде. останато. Ајде одиме. Ајде одиме. Браво, Да нема дига. Попаднала. Овде кој живееше во оваа куќа? Тука живееше Борис Мојановски, иначе Димов го викаме, Бочваров. Така да многу години и таа остана таква како што е сега и гледаме. Овде над нас се наоѓа вашата селска црква? Таа е нашата селска црква, Да. која се вика Свети Јован. Да. Тука твоите предци Моите предци тука се венчавани? тука се венчавани, тука се крштавани, тука сум и И јас ние, да. крстен. 1952 година. Така? Во таа 52 година во село Бонче се родија само 5 деца. 4 машки и едно чупе. И едно девојче. Чубе по наши што се Наши кабе. викаме така, да, пошто ја. Така да. Така да, сите сме, еден само не е жив, иначе се другите сите живи. И денеска сретнав еден од кај нас од Бонче, кој живее во Скопје. Значи, толку многу ми се душата расположи кога се видиме и кога седнале да разговараме за нашето детство, поминато во село Бонче. И што се велиш, моје детство село моје Бонче, убаво. 40 години те напуснив, се вратив. Убаво од моето нема никаде. Гледам дека ти плаче душата емотивно. Ќе ја пуштам камерата да зборува. Одиме? Одиме. Ајде полек. Стигнате до мојата родна куќа. Значи, самите гледате како остана дел од мојата родна куќа, што живеев тука своите полни 19 години. После враќање 40 години изминати од оставањето на куќата, не можам да видам што останато има. Сепак се гледа. Она што твоите родители, твоите дедовци, баби го граделе и пак на времето ќе му доле да му остани. Споменот ќе остане во сеќавање во твојот живот, така? Се надевам дека до мојот крај живот, јас никогаш ова место не можам да го заборавам.
Какво такво, тука сум роден, тука сум растен како дете, тука имам детство поминато 19 години. Повелете, повелете. Добри сме. Ете Господ денеска. Добре. Еве дойдов него селото Бонче, повелете, да направиме на репортажа и ми рекла дека вие сте домаќи ова година, дека овдека во манастирот Свети Јован Богослов после многу години има и овалчиго и венчавка, има и овалчиго и крстовка. Еве овдека кога шетам и селото си е тоа што се вика. Овдека се наоѓаме во твојот двор, така? Овде се наоѓаме во моето родно место, во мојот двор. И самите можете да забележите што можеме да видиме, али тоа што ќе видиме останува до крај. Ова да ми кажеш, на колку спрата беше куќата? Ова куќа што гледате тука беше на 2 спрата. Така? Во долниот спрат правиме гости чекаме. Така? И беше приемно оделение долу, соба приемна, а во горниот се спијаме. Така. Ние беме 6 деца, тој до мене господинот е брат ми. Така? И 4 сестри. Одека сега кај ви се наоѓа да речеме, кај ви наоѓаше бунарот, кај ви се наоѓаше трвото, кај ви се наоѓаше да речеме стоката кај чувалте на времето. Самата камера може да забележи дека овие остатоци се од бунарот. Така? Значи овде пред нас ова ни беше како ние го викаме копанка. Ајде За свиње. по народски ова ние го нарекуваме корице од камен. Така, ова го нарекуваме корице, каде што од камен, така. си го поднемне вода и пиеше магарето вода го кинеме од оттото или од дрва. Така, ето. Иначе бунарот ни е ова и тој. Имаше груши на времето? Молим? Имаше Ова имаше некаде околу половина метра овака созидано Така. и капак. Так. И имаме чекер за така. како се вика? Чекер. Вртелешка. Вртелешка. Овој будар е длабок е 12 метра. Така. И од тие 12 метра ние вадиме вода за пиење, за миење, за користење за стоката, за сите. Ова што да ми кажеш. Кога имаше повеќе почит кон старите? Ти си имал и дедо, и баба, и татко, и мајка, или денеска? Оди на времето дедо ми кој ќе ме Кажи. ајде мушко, стани и да потре стоката, ќе му речем само добро, иако бос, иако со пинчина, Иако немаше време ти облично пенчина, така се заминеше. Така, точно така. Почит према родителите, према нашите старци беше тогаш, кога ние бемне како деца и кога тие ќе ни речеа сега оди врзи го магарето да паси. Така. На пасење. Така. Оди сега, земе кантата, наполни води, однеси му, нека се напие вода. Дури од кладенецот по 100 метри, Долник, така. Преправање немаше. носемне вода. Сега ова да ми кажеш. Рече дека колку браќа пепти сестри? Ние сме 20 браќа Така? и 4 сестри. Со колку поќе вака се согласуваше од сестрите, од старата како дете или со немалата? Па, ние не правиме како деца. Како деца. Да. Со помалата. Со помалата. А со брати се согласувавме? Со брат ми бевне блиски. Така. Како браќа нормално и од тогаш и ден денеска. Така. Меѓутоа сме разделени 40 години. Ти се радува ли душите што ете брат ти денеска е тука? Многу. А ти тако ли душите што ете селото вакво како што е денеска? Многу ми се пачи. А ти се радува ли душите што еве денеска имаме музика, слушаме? Премногу. Значи не можам не можам да го искажам ова, само можам да го осетам. Да. Што тоа значи? Колку долго ќе бидете село Македонија? Македонија ќе видам тука до 28 идниот месец. Што ќе пренесете на нашите македонци? На нашите македонци ќе го пренесам да се вратат таму од кај што дојдоа и да настават да живеат во своето родно место. Значи од своето родно место побава нема никаде. Туѓото секогаш е туѓо. Во туѓина да живееш е многу тешко. Ова се да ве прашам. Вашата сопруга од каде е? Мојата сопруга од Добрушева. Пред колку години си создадовте семејство? Со да се создадоме семејство 75-та година. Кое време беше зимно, летно? Па тоа беше зимно во време февруар месец. Многу ладно беше и тогаш кога правиме договор едноставно или како може да се каже веридба, браво, веридба, отидоме пешки преку овој превој слива во Бонче. Така? Јас како беќар, а тие дојдоа од Добрушево, Така.
Како ти е дадо, а бегалка или со свадба? Со свадба. Со сите зелтанати? Со сите, Три дена, со три сите, дена, со сите состојки. Не прави. Колку траеше свадбата? Свадбата траеше кај мене 3 дена. 3 дена. Да. Саботата вечерта, неделата, до понеделникот може плавно. Која музика беше помила она со гајата, со тапаното, с другата или ова да нешто да наразно? Или не, или секое време се прави свое? Секое време се донесува своја одлука за каква музика може да се слуша. Значи, времето одлучува. Тогаш ни беше подобро со гајдата. Так. Гајдата, така, Кавалчето, гајдата, тарабуката, тапанчето. Уствари тапанчето. Тарабука тогаш многу немаше, али тапанче имаше. И така. Колку, кога дојдов дека во селово и кога вчера дојдовме тука на прославата, ми напомнате дека кога го оде разговорот е едно од најголемите семејства во селото Бонче. Отприлика денеска, каде твоето семејство потесно, односно пошироко се наоѓа? Моето семејство, уствари се моето семејство, брат, сестра, брат ми живее во Прилеп, сестра во Шведски од 40 години. Како се вика? Сестра ми се вика Радка, Така. нажена во село Долгобевци. Битолска. Така. Она е таму 44 години скоро. Другата сестра ми е во Могила, третата сестра ми е во Кукуречани, четвртата сестра покојна беше во Оризар и Горди. Нека ти се здрави живи внуците од вашата сестра. Ќе ги посетите? Обавезно, не можам да ги не посетам. Тие ми се најблиску што имам. Колку внуци на Господ ти даде? Господ ми даде мене 5 внучиња. Ајде, да ми наброиш, ќе можеш? Како да не? Ајде, чуе. Невена од син ми. Што денеска, Што денеска ја крштавам не. Андреј, Кристијан, најмалото гоче го носи името мое заради корено продолжи. По старо што се По вика. старо што се вика, па тоа го користиме по старо. Да ви кажам искрено дека денешниот ден јас никогаш не можам да го заборавам и да речам дека јас тој сум што повторно дојдов тука и тука направивме крштевка и венчавка. Сакам и тоа да го напомнам дека мојот син поминат брак толку време со нами, не беа венчани. Значи прве ги венчавме неми тука во црквата наша, потоа ги крштивме 4 деца. Сега лака да ми кажеш. Кој внуче ти е помило? Првото име е тоа. Јас за мене се сите исти. Кога ти се радува да повеќе, кој ќе биде поблиску до тебе? Кога се поблиску до мене? Куќа да Кога Да ќе пресечиш тоа. да, горе. Ајде. Овдека кога дојде сега во Бонче со твоето семејство, сигурно прочета ова да. Што ја говориш за твоите внучици? Вчера ги прашам, кажи дека сум овде. Дедо ти не лажиш тука да си пријатно. роден. Дедо е тука роден. Да се гледаме. Тука дедо Ајде, има Госка. 19 години. Ќе може ли уште малку да прочитаме да видиме во шведскиот двор? Може. Така, Одиме одамде сега направо. Да, да. И ќе слеземе тука. И потоа го продолжуваме надолу и тоа е наше место си и дотаму према реката. Не се оди. И ова наше главно место е долу. Не се оди. Како што спомнавме порано да имам гости дојдено. Едно време ги причекуваме многу подобро, многу поубаво, меѓутоа денеска самите може да забележите каде го пречека мојот гости. Вака ја едно би рекол. Синоќа беа над 500 според моја процека и повеќе гости. Денеска има нешто повеќе. Манастирот вриеше од народ. Да. Орото се виеше и цело село денеска славеше, дори гости беа дојдени не само од Маријово, од цела Пелагонија. Од цела Пелагонија дојдени гости. Денеска е во нашето село Панаѓур. Така е речено името на денот на Свет манастирот кој сме ние Нункој. Можете да слушнете самите од самата камера како идат звуците од музиката. И тие самите кажуваат колку е весело. Ова се да те прашам. На времето како дете се седел на камчина. Да. Сега пак седиш на каменот, ама народниот. Да. Се чувствувам многу пријатно, многу убаво што седам повторно на каменот каде што сум роден. Почитувани мои, еве овдека скоро 2 дена сум гостин на моите домајчини од семејството Луковци, тука во манастирот Свети Јован Богослов, но едно би рекол,
вака би кажал, нема да ми замерите. Овај е каменот, родословот, коренот на семејството Луковци. Да. Да знае овај камен, да зборува колку историја има, колку корен има семејството на Луковци. Тука вака едно би рекол, ќе си оставам каменот тука на местото, затоа што вика старите темелот ја гради куќата, а растението ги градит корените. Така. Така да ние седиме сега под едно растение тука, кога имаше тогаш круша, а сега е... Сепак, вака викаат, што ме зелен листот, што ме фиданката млада, животот и понатаму ќе трае. Без разлика дали е во селото Бонче, дали е во Норвешка, Шведска, Канада, Америка, Австралија, сепак животот и понатаму ќе трае. До понатаму ќе трае, точно така. Добар ден, моја родна куќа. Каква беше, каква те оставив. И каде те најдов? Оти пак ти го каменот. Овој наш камен е камен кој треба да се чува до крајот на својот живот. Овие беа скалите тука, така? Овие скалите беа каде што ни доваѓаат гостите и ги носиме горе на спијање. Овде имате чардак. Тука имаше чардак, може да забележите се уште дека останати само старите дрва потрошени. Потоа долу ни се собите, каде што ние порастаме 6 деца. Можете да видите дека останато е само отворот каде што облегуваме, меѓутоа друго... Влегува полека сега. Полека. Полека. Оди на тоа, браво. Тромпа се поноси. Полека. Ова, што со ова ви беше овдека? Ова ни беше една соба гостинска, така речено, во која и тука живеемне. Така? Тука примамне гости, тука славене славата. Тука израстиме. Еве одека горе гледаме на долапче, уште стоат теглите кои што на времето биле полни со мед. Тука го гледаме очакот од пампурчето. Овде гледаме уште едно долапче тамо. Иако е вака, ама убаво е. Твое, топло е. Моје. Твое родно огниште. Кажам искрено. Твое родно огниште. Моје родно огниште. Жално довршен, ама така. Жално е, меѓутоа тоа е тоа. Времето дојшува такви одлуки. Јас Јас ќе си направам текст мој. Добро, важи. Така. Остатоци од скалите. Да. Отлично. Времето се направи своето. Може ли да ми кажеш тука во гуното кај се наоѓаше стожерот кај што се... Ќе ви кажам. Ќе може? Ќе може. Ајде полека. Ајде полека. Само крочно полека. Што значи тука? Да. Полека. Ова е стожерот овде, така? Да, тоа е стожерот што ни служеше додека бевне тука за вршење. Што вршите на времето? Рш, На времето повеќе се користеше, условите наши дозволуваат ршта, овезот, пченица, али не толку многу, затоа што не успеваше. Меѓутоа, каде го сомеленото жито го носите на овој на мелење? Житото го носиме на мелење, имаме воденици наши тука селски, каде тука го носиме на мелење и ни служеше за цела година. Не одеме на пазар да купуваме брашно. Кој беше поубав тогашниот пече во фурна или овој денешниот овој? Тогашниот. Иако крчкаше малце на камче, ама беше убав. Ама беше многу повкусен. Така. Ќе ви кажам и точно каде не беше ни фурната од кај што печене леп. Ајде да видиме. Ајде да видиме. Ајде да видиме. Да. Овие. Так. Овој е каменот каде мелеме пиперта за Червената пипер. Червената пипер. За подпршка на... За подпршка на
На ручека ще се На вика. ручек, одеве ги отворите од каменот. Така. Сега ќе одиме да ви кажам дека лебот, мајка ми и баба ми, Митре! Митре! мајка ми и баба ми, за да не изранат нас, семејство од 12 души, остатоците останати со фурната каде што баба ми за 7 дена 2 фурни леб печеше. Ќе ви покажам дека остатоците од фурната каде што лебот опечен тука ме порасти мене. Тој е тој. Од тие се остатоци останати од фурната. Овдека огништето беше, така? Тука огништето беше. Так, да. так. Ова стојалиште е Така. кое служеше за Се лебош пече, на штицата. се пече по 15 сомони. Се пече по 15 сомони, тоа сомонот од 3 кила. Така. И кој ќе се печеше лебо цело село, ќе да знаеше дека леб пече. Дека луковци леб печат. Така, или да речеме, кога ќе се заколеше пиле или кокошка или петле, ќе речеат луковци, абе, овој чио... Испекоа, или манџа сварија, што се вика. Да, да. Иначе овој остаток тука што самите можеме да го забележиме, исто е тоа дел од нашата куќа, Така? која ни служеше соба за гости. Така? Да не бидат во една иста соба, ја користиме оваа соба да ги сместиме тука. Долниот дел. Може сами да забележиме, може самата камера да забележи дека тоа е така. Стојат само дел од прозорите. Останати. Така речено, тука се прима најблиските гости, роднините од подарок што доаѓаат, така? Мале што доваѓа. Така, така. Ова да ми кажеш, како се чека гостите? Овој 3 дена се чека заслон. Гости се чека една домашна слава ни е Свети Јован Така. на ден 21 мај. Така? И гости чекаме по 3 дена. Значи, пред гостите заслугот, забањето појадок, па ручек, па и вечера. Појадок, па ручек, па ужина, па патерица. Така. Значи, Патерица, да, ги извини, патерица. На патерица доаѓа оние што не може да дојдат, не може да дојдат. пошто биле нагости во другите куќи. Ете така. И тие доаѓаат на патерица. Така е, така. Не идеја да дојдат на патерица. Не, така. Така се вика. На последниот оќу ден од славата. Да. Дали таму се уште ја чекаш куќата твоја слава? Куќата моја слава во Шведска, да, ја чекам. И многу мило ми е што ме прашавте за таа слава. Се чувствувам не е толку многу како да сум во Бонче, меѓутоа сепак дојдуваат другари, пријатели, сестра ми дојдува. И така да се чувствувам дека сум приближно до Сепак твојата семено коренот семото е тука. ме враќа тука. Така. Ова се да ми кажеш, во Шведска тамо кај се дружите, вие македонците, ние македонците? Во Шведска користиме средба во Македонска црква во Малме. Така да има и клуб, да, Македонска црква во Малме, една е користиме таму ние по старите што сме. Поминати години. Така. Години. Иначе помладите користат друг простор каде што се среќаваат, каде се дружат и каде се мешаат со швеѓаните и чувствуваат да му е подобро. Сепак што веќе старите времината се сосеме друга, младите си бараат свој начин на живот. Младите си бараат свој живот да продолжат со дружењето. Така. 48 sam rođen, a od kraja mi беше Babo Velika. Zato se dojde da vidim kaj beše kuća tamo. Еве овде горе ова е. Што се гледа, ела да видиш овие камењата. Гледаш? Znači ove kamenje to je Трајан, Велика, ви сте Алексо Tako mi prvo beše Aleksa, ja sam na Aleksa najstariji sin. по Београд. Da, u Beogradu. Алексо, татко ти, твој татко и мој беа побратими. Заедно спија. Neka nije smo 57 godina otide na Vladeka. Јас другаров го сретнувам сега прв пат, не го познавам, роден е на 30 метра од тука. Неговиот татко и мојот татко покојни беа неразделни другари
што никој не можеше да ги раздели се до своите 35 години. Јас ова особа, ова дечко го гледам прв пат, не го познавам, Јас сум 48. меѓутоа сето тоа ќе не сближи повеќе. Колко е Македонија голема? Колку е Македонија голема? Многу голем. Колко е село Бонче големо? Каде се ве има што се вика? Татко ми се викаше Цане, а неговиот татко се викаше Алекса. Алекса уште жив. Во Белград живеи. Сега е 92 година. Многу ми е мило што вака раката стои на неговото тело. Кое годиште си? Јас сум 48. Ти си помал или другар ти е постар? Тој е постар, јас сум помлад. Јас сум 4 години помал од него. Али сепак во игрите детски бевте заедно. Па се разбира дека јас овдека имав 7 години кога ме однесо одавдека во прилет и после Се бркал некако деца. Така е. Тој беше 7, јас бев 4. Така е. Да. а брат ми имаше 3 години. Да. Па да. Као деца си имаме овдека играно, а ете сега не се познаваме. Па да. И така да продолжува така се уште во нашето место на овој дел. Ете, Дунка немаше, Дунка порастил. Дрен немаше, Дрен порасти. Да. Она што реков. Ова место се може да роди само човек, многу тешко може да. Она што реков. И Дунката, и Дренот, и Габерот, и Фиданката е знак на животот. Каде и да се наоѓате вие бончанци, било во Европската унија, било Америка, Австралија, Канада, дека животот од целото Бонче ќе живее секаде онамо каде што ве има. Каде што нема нас. Да. Туку вака едно би рекол, музиката ќе не чека. Ќе не чека да појдиме И сум ја, ово ќе имам желба да удрам ја едно оро. Ќе може и? никакви проблеми нема. Ај така. Бончани сите се и играчи и пејачи. Така е. Миристе свиреше. Само да се забележи дека стварно можам да видам дека овде е тоа место каде што живеев 19 години, пак и повторнам. Тешко ми е што ги гледам зидовите. Ама вика старите, државата го направи тоа. Не. Старите викаат дека државата. Не, ние сами го направиме. Ние избегавме. Ако бевнет, ако Ама знаете што вака едно би рекол? Ако државата во селото Бонче, во моето село Рилево, направија комуникација, патишта, да имаше услови за живење. немаше ова Така е. немаше ова да го видиме. Така е. Немаше ова да се случи. Немаше е. да ни се вроди она што не можеме да го искажеме со зборови. Оти знаете што? Ова вашите предци вложиле труд и пари. Да. Меѓутоа пак ќе речам, Тоа е вредно. но пак ќе речам дека без комуникација, без современ начин на живење, човекот ќе си бара подобри услови. Но, па би рекол, кај да патува, родното место го влечи. Назад се вратува. Да, одиме братан. Така. Кое јас мислам дека овде ова место каде што сум роден пак ќе оживи. Пак ќе заиграат моите внуци на ова место топка, фудбал, музика. И ќе речат, мојот дедо направи, Простор каде ќе се собираме едно статалиште, пошто кој ќе патува на светот, пак ќе дојат тука. пак ќе дојдат, пак ќе се вратат на тоа место, На дедовината. на дедовината. Така е. Оди право. Наставуваме понатаму. Така, оди право. Ајде. Така. Таткови. Сестри ми.
Како самите може да забележите, тие се моите двете сестри кои беа на посета во нашето родно место и па сега сакам да ги поздравам и посакам среќен пат. Приятно, година пак да се видиме. Приятно среќи. Ја многу години. Година пак. Весели години. Хајде поздравуваме од наши. Поздрав и пријатно. Одлично. Средбата е таква што се среќава се луѓе кога си толку многу разделен. Самата камера може да забележи дека овие луѓе се побратими мои. Како би е името? Велика. А, Борис. така, а вие? Мариче. Побратими, а? Побратими, незиниот брат и мој и јас бевме заедно во Швајцарија 80 година. Таму поминаме полни 10 месеци. Изменеа години и јас не... Пријателството и побратимството никош не умира, така ли? Никогаш. Тоа е најважно. Каде е хубаво? Надвор од дома или дома на Ивој? Моментално се наоѓа во Австрија, 40 години е веќе таму и она, така да може самата да каже како и минува времето во туѓина. Од каде сте ви родом? Овде од Бонче. Од Бончевска фамилија? Фамилија Секула Колески. Секула Колешки, а? Да. Пред колку години заминавте во Австрија? Ја 69-та година дожди сум замината. Так. И? Кај е хубаво, таму или овде? Сегде ми е убаво. И таму ми е фамилијата, овде сум со мажу седиме. Овде ти е коренот, а? Овде коренот. Од кај ти е домајчинов? Домаќино од Раец. Од Раец? Од кевиното во. Од кевиното. Со виното бо тебе не со грозјето, а? Добре. Да. Да сте ми здрави и живи. Фала. Јас тој, да. Си го кажува за селата. Марио филм, влезе на YouTube, така што Марио филм се лопон. Пуштиш на телевизија? Да. Која телевизија? Телевизија Сонце, телевизија Тера и Прилепскава. Да, еве, гима, повинува да, малечки бе да. Ода пушета селата, ма овие наши деца. Да, јас сум 20 години во заместник. Да. Епа добро. Не возеше, не работеше така. Така јас ги знам. Многу е на телевизија. На север, ама Шведска е секаде иста, каде да живее Шведска е. Не, јас спокојно си купувам. Да се ми здрави и жива. А, така. Јас се присум. Чекај, Атанас Шаловци не е тој? Да. Да. Јас сум Гоце тој е. Луповски. Ето. Ти си Гоце бе што го возеше, Мечо. кур нас еден што го возеше во парков. Така, јас сум. Да, те не сега се кажува. А, сега се кажува се. А ти ми кажи не те познав, јас како те познав. Тоа е тоа. Значи, Времето поминува. времето поминува. Така е. Али сепак, Така. браќа да се сретниме. Така е. Од тогаш не нема. Возо враќа заминува. Така е. Многу браќа беа. Среќни Многу. да убе работи на дига. Само за убе работи. Да се здружиме, да се зближуваме. Јас сум 25 години во Шведска. И таму живееш во Малта? Таму живеам. И овие се многу далеко. Знам овие. Се гледам. Ајде, Никакви пријатно проблеми се нема. најува. Пријатно. Фала исто. Ти не беше во Турција го бено со автобусот? Јас живеам во Турција, да. Па од тука се немаме видено. Та се немаме, да. Времето помина. Баш. Ајде. Оди. Добро, тоа нема пунта. Добар ден. Ајде се гледаме пато. Ива здравје. Само зубо да види.
Će puštaš i ne spušće tamo. Nema problem. Čovjek naš od Citromljari u Republika Melodija, Sokiju je jedinstven čovjek u Zilska općina, što se ne uđi i pomagam, i ti je što ima i ti što nema. Samo ovako čovjek novinar, Sekoški posjetilo se te luđe, učite sela što je možno i nemožno. Беше една шевна и 3 дена 4. Значи, еве и човеков памти, Четврти пат доаѓаме памти Бонче. како човеков, дека си бил Така. Беше една емисија. Така да, исто човек дека памтел човеков, дека е така. Значи, како ваков човек, новинар, значи, вакви работи, нема друг човек во општина Плевска. Ќе дојдам секогаш кога ќе ме поканите. Да, ама не е далеко од тоа, пошто наши деца, овие стари луѓе од Сарава посадава, не му крадува и потребали кредит за оки. И заради тоа е и тоа проблем. Да, значи, тие исти како родители не се во кај своите деца, не само кај како новинар. Така. Тука е нашиот проблем. Така е. Јас мислам дека е тоа неголемиот проблем кај нас. Нека едно за години живеел заедно. Години секогаш се чува Господ сите и нас. Слушај го. Ќе видиш ти. А,